Синдикатот е на чекор пред подпишување на спогодба за покачување на платите во двете штипски јавни предпријатија. Вчера синдикалниот лидер Дарко Димовски во Штип имал средба со градоначалникот Иван Јорданов, по која објавија: Постигната е согласност платите во јавните предпријатија ИСЕР и Стипион да се зголемуваат со подпишување на спогодби помеѓу директорите и синдикатот, а во исто време договорено е да се формира нова синдикална организација на УПОС во општината и да се склучи колективен договор помеѓу општина Штип и синдикатот на УПОС со кој ќе биде регулирано ова право за вработените во општината. Информираат од ССМ. Директорот на јавното предпријатие Стипион Игор Евтимов е запознат со вчерашната средба и постигнатата согласност. Во овој момент се разгледува можноста на подпишување на колективен договор на ниво на предпријатие, каде што линеарно и би се покачиле платите на сите вработени, бидејќи ние сме овде за вработените и вработените се оние кои што всушност се изведуваат главната дејност на јавното предпријатие Стипион. Меѓутоа се прави анализа на финансиските импликации кои што ќе се соочи предпријатието доколку се покачат платите. Сепак, со цел да изречеме во утрет на вработените на јавното предпријатие Стипион се разгледува можноста и многу веројатно е дека ќе се потпише овој колективен договор. Во однос на евентуалното зголемување на платите за вработените во општината, градоначалникот Иван Јорданов изјави: Побаравме од нив да ја погледнеме висината според колективен договор, да направиме анализа колкави ќе бидат финансиските импликации кои што нас како општина дополнително ќе не чинат и врз основа на тоа да донесеме одлука од кога и во кој износ ќе почнува да се имплементира колективниот договор според она кое што го разговаравме и усогласувањето на платите во локалната самоуправа. Доколку дојде до покачување на платите, тоа ќе се однесува на околу 500 вработени во двете јавни предпријатија и општината.